Васко Маглешов е новинар кој го следи ресорот Правда. Деновиве пишуваше за изборот на обвинители во Советот на јавни обвинители и беше првиот кој објави за потенцијалниот конфликт на интереси. Бидејќи членка на Советот, гласала против изборот на обвинителка која води предмет против нејзиниот сопруг банкар. Во мојот случај имаше суптилни обиди да се влие, меѓутоа во останатите случаи и останатите колеги од медиумите имаше буквално тргање на текстови од веб страниците, затоа сум сосема сигурен. Додека ова се случуваше, во јавното обвинителство биле дистрибуирани некакви нападствија за тоа како обвинителите треба да комуницираат со јавноста, односно сите прашања новинарите да ги поставуваат до одделот за односи со јавност, а не до обвинителите директно. Тврдењето на Маглешов за притисоци врз медиумите е факт. Страната не е пронајдена. Пишува на веб страницата на еден национален медиум. Пред да биде избришана, на тоа место беше веста дека членка на Советот на јавни обвинители гласала против избор на обвинителка, што го гони нејзиниот сопруг банкар. Овие примери се само мал показател за тоа докаде отиде стравот кај одредени групи или кај одредени лица по последниот избор на обвинители за јавното обвинителство за гонење на организиран криминал што го направи Советот на јавни обвинители. Како се случи уште еден избор на обвинители да го добие епитетот контроверза. На 29 јануари Советот на јавни обвинители објави соопштение дека за 2 дена ќе одржи седница. На дневниот ред е предвидено да се изврши избор на јавни обвинители од огласот објавен во Службен весник од 9 јануари 2018 година. Ако се погледне цитираниот Службен весник, огласот се однесува на избор на еден член на Советот на јавни обвинители. Во закажаниот термин, 31 јануари, се одржува седницата која нема врска со избор на нов член на Советот, туку се бираат 7 обвинители за обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Тој оглас сепак постои, но во друг Службен весник од друг датум. Меѓу избраните и Марија Ѓорѓева, обвинителка од чии услуги под нејасни околности се откажа Катица Јанева, но и обвинителка во роднински врски со председателот на Советот Коле Штериев. Не можел да ја напуштам седницата јер немаше кворум, а гласа воздржан, кој тоа значено. Тоа не е судебни интереси? Тоа не е судебни интереси. Следниот ден на 1 февруари, во јавноста се појавува информацијата дека проблематичен е уште еден момент од изборот. Членката на Советот Фиданка Раевска гласа против изборот на кандидатот Лидија Раичевиќ за позиција во обвинителството за организиран криминал. А Лидија Раичевиќ, која во моментот работи во обвинителството за организиран криминал, води предмет во врска со НЛБ банка во која сопругот на Раевска е осомничен за злоупотреба на службената положба и овластување и за перење пари. Истиот ден, порталот sdk.mk објави став и на првиот човек на Советот Коле Штериев и на шефот на Републичкото обвинителство Љубомир Јовевски, кој е член на Советот по функција. Овие изјави се однесуваат само на изборот на внуката на Штериев. Во Законот за Советот на јавни обвинители не пишува дека треба во ваков случај член на Советот да се иземе. Каде пишува дека требало да се иземам? Но јавниот обвинител на Република Македонија вели дека Штериев требало да постапи поинаку. Сепак сметам дека требаше да се иземе во ваков случај, кога на огласот беше пријавена неговата внука. Веќе следниот ден, петок, 2 февруари, и Штериев и Јовевски објавија соопштенија. Јавниот обвинител на Република Македонија повеќе не говори дека председателот на Советот на јавни обвинители требало да се иземе во случајот, но не говори дека не требало да се иземе. Наместо коментар на постапките на другите, тој во соопштението говори дека како член постапил законски, дека при гласањето се возел од стручните квалитети на кандидатите и дека немало однапред утврдена намера за тоа кој ќе биде унапреден, а кој отстранет. Председателот на Советот достави подетален одговор во кој повторно тврди дека не требало да се иземе. Овој пат не се повикува на Законот за Советот на јавни обвинители, туку на Законот за спречување на судирни интереси, каде е дефинирано што е блиско лице. Во наведената одредба како блиски лица таксативно се наведени степените на сродство по крв по права линија, во странична линија до 4 степен и по сватовство до 2 степен. Роднинските релации меѓу мене и кандидатот не влегуваат во наведените степени на сродство. Во дописот до јавноста го оправда и гласањето против обвинителката Лидија Раичевиќ. Информациите за тоа по кои предмети постапувала обвинителката Раичевиќ, ниту мене, ниту на членовите на Советот не може да ни се познати. Имено, Советот доаѓа до сознанија за предметното постапување на обвинителите само по поднесена представка.
Но истиот закон за спречување на судирни интереси на кој Штериев се повика дека немал судирни интереси, во член 12 вели дека кога службено лице ќе дознае за околности што укажуваат на постоење судирни интереси, должно е веднаш да побара да биде изземено и да запре со своето постапување. А во член 13 се вели дека дури ако постои само приватен интерес, службеното лице мора да го пријави. Во спротивно, прави повреда на должноста. 360 степени прашано не доби одговор од Советот, дали било кој од членовите пријавил судирни интереси или приватен интерес пред гласањето и дали тоа е ставено во записник. Според писмената изјава на Штериев, тој не пријавил бидејќи смета дека нема судирни интереси. Од истата изјава се подразбира дека и неговата колешка Раевска не кажала ништо. Според новинарот Васко Маглешов, брзањето да се изберат нови обвинители во обвинителството за гонење на организиран криминал по цена и на судирни интереси може да има и друга позадина. Обвинителката Лидија Раичевиќ, според сознанијата кои што јас ги имам, работи на истраги за финансиски криминал, за крупен финансиски криминал во делот македонските комерцијални банки кои што имаат висока репутација. Станува збор за предистрага. Според моите информации биле сослушани и одредени директори на банки кои што се инволвирани во овој случај и практично предистрагата веќе дошла до степен да може да стане истрага. Дали тоа е причината поради која што условно речено не била избрана повторно во обвинителството за организиран криминал и корупција, јас лично не знам, меѓутоа сомнежот останува отворен. Но она што се знае е судбината на предметите кои досега ги водела обвинителката Лидија Раичевиќ. Тие предмети ќе ги земат нови јавни обвинители кои што се веќе нели избрани од Советот на јавни обвинители. Колку што се сеќавам беа избрани 4 во тоа одделение, претпоставам дека некој од нив ќе ги добие, а обвинителката останува и без истрагата за НЛБ банка која што беше отворена кон на средината на 2017 година, секако и за предистрагата во овој предмет во кој што се инкорпорирани поголем број на комерцијални банки од земја. Текстовите на Маглешов и на другите новинари беа причина за случајот да се заинтересира и државна институција. Гласот на медиумите допред до со години немата антикорупцијска комисија. Државната комисија за спречување на корупцијата донесе заклучок да се отворат 2 предмети од областа на судирни интереси и да се пристапи кон прибирање на релевантна документација од институциите, со цел утврдување на фактичката состојба, врз основа на кои ќе може да се донесе конечен заклучок за постоење или непостоење на судирни интереси. Колку време ќе и треба на антикорупцијската комисија за да донесе заклучок ќе зависи од повеќе фактори, меѓу кои и брзината со која Советот ќе обезбеди релевантната документација. До тогаш, изборот на Советот останува на сила, а со него и контроверзиите што ги отвори.